Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме моделите на репликација на ДНА и како дошле до заклучоците дека е еден од тие модели. Сега, после ова видео ќе следи видео на репликација, кој што ќе биде релативно кратко. Во однос на видеото кое го имам направено по молекуларна биологија, кое каде што детално се разгледува репликацијата, тоа видео отприлика сат и пол, каде што детално ја го разгледувам процесот на репликација, а додека во курсов по генетика едноставно само ќе го претрчам и така. Но добро, тоа е за наредното видео. Сега, ДНА знаеме дека е изградена од две вериги, така? ДНА е изградена од две вериги. И сега да речеме имаш една молекула на ДНА. Ова е една молекула на ДНА, ќе ја бележиме со портокалово. И таа се наоѓа во една клетка. И сега клетките знаеме дека постојано се делат и од една клетка не разгледавме дека ќе се направат две. Така не разгледувавме митоза, мејоза и спомнавме дека генетскиот материјал се дуплира со цел да има исти генетски материјал во двете новодобиени клетки. Сега баш ќе разгледаме како се дуплира генетскиот материјал. Нели се дуплираше во синтетскиот период на интерфаза. И да видиме тоа како се случува. И нормално се смета дека е отплеткан од хроматидите, нели кога ќе заврши телофазата од минатата делба, ќе се добијат две клетки, така ќе се добијат две клетки, каде што ќе имаат еднохроматидни хромозоми, така 2C хромозоми. И понатаму тие ќе се отплеткаат, така што ДНА ќе стане како нели само хроматински нишки кои ќе се наоѓа во јадрото, така. Ќе биде само хроматински нишки. Сега репликацијата се случува додека е така како хроматински нишки, кога е деспирализирана. Сега прво не знаеле како би се одвивала репликацијата, но знаеле дека би било на концепт кој ќе се базира на читање на првична ДНА за да се добие новата, при тоа што нели ако имаш една верига која веригата е А, Т, Т, А, ти одма ја знаеш која е другата верига. Односно, другата верига ќе биде Т, А, Т. Така што ти ако ја знаеш едната верига, ти на некој начин ги знаеш двете вериги. Така што, ако една ДНА молекула, ајде да речеме дека е оваа ДНА молекула, сега се расцепи на две, значи се расцепи дека оваа си продолжи верига натаму, оваа верига си продолжи надоле, на оваа верига може да се направи нова, како дека со сина боја ќе ја бележам, додека на синава може да се направи нова која ќе бележам со портокалова боја. Бидејќи ако ја знаеш, односно ако ти е дадена сината верига, во овој случај, можеш да ја добиеш портокаловата и исто за другата верига. Ако ти е дадена портокаловата верига, можеш да ја добиеш сината верига. Така што од една ДНА молекула, бидејќи ова е всушност една ДНА молекула, можеш да добиеш две ДНА молекули. Така, значи имаме една, имаме уште една. Сега, принципот на кој ова се одвивало не се знаело, бидејќи постоеле три модели. Постоела конзервативна репликација, каде што имаш една ДНА, така, имаш една ДНА и како што гледате овдека, всушност при првата репликација, таа која си била основната, само служи како темплейт. Значи си седи првата ДНА и сега таа ќе се отвори, служи како темплейт да се направеле нови вериги, така овие портокаловите, и понатаму сметале дека овие портокаловите ќе се приспоеле, значи вака ќе земам со некоја друга боја, вака ќе бележам, ќе се приспоеле и ќе се направеле нова ДНА, а оваа сината повторно ќе се затворела во јамката и ќе се добиеле две ДНА, така. Тоа било конзервативната, каде што секогаш се зачува оригиналот, родителската ДНА, гледате, секогаш се зачува, овдека се зачува по наредната репликација, повторно се чува таа ДНА и на некој начин се зачува и зашто оваа сега со портокалова што ја бележам, е всушност оригинал ДНА на втората репликација. Така, овдека сега таа ќе се зачува, само што не е сега тука бележана со различна боја и така натаму. Сега тој бил едниот модел. Имало дисперзивна репликација каде што сегменти се разменувале, значи се реплицирале, па се приспојувале и може да видите спрема сликата како било. И семиконзервативната, односно таа која ја разгледав овдека, дека на едната верига се прави другата и едноставно ова понатаму ќе си продолжи и ќе се добие една ДНА молекула и ќе се добие друга ДНА молекула. Така тука овие ќе се прекинат, мислам ќе се прекинат, тоа ќе си продолжи натаму, ќе се синтезира, така и ќе се добијат на крај две ДНА молекули. И тоа бил семиконзервативниот модел.
сега не знаеле спрема кој модел се реплицира ДНА. И тоа го дознале со помош на експериментот на Мезелсон и Стал. И сега ќе разгледаме детално тој експеримент. Што направиле тие? Значи земале Escherichia coli, дека тоа е бактерија, многу позната, наистражена бактерија. Земале Escherichia coli, која има од прилика генерациско време од прилика, не знам, 15-20 минути. Зависи кој сој го земете, зависи каква средина е, но не е битно. Го ставиле во медиум со азот 15, 15N, каде што го оставиле бактеријата долго време, така да што сите бактерии кои се наоѓале во растворот, ДНА нивна во азотните бази на нивната ДНА се вметнал овој азот 15. Така овој азот 15 се вметнал во сите азоти кои биле во ДНА, така. Понатаму што направиле? Ги земале овие бактерии, земале дел од нив, ги разрушиле клеточните ѕидови, така што ДНА излегла надвор, и ја центрифугирале. Ја ставиле на центрифуга, каде што таа идела на дното на центрифугата. И дека можете да видите, ако со црна боја ќе обележам, таа иде на дното на центрифугата, бидејќи е најтешка спрема другите форми на ДНА. Сега, земале дел од бактериите кои преживеале, да речеме дека оваа бактерија преживеала, не ја разградиле, и ја ставиле во нов сад, каде што сега го немало тој азот, него сега си имало нормална форма на азот, N14, и оставиле 15 минути, така што еднашка само да се реплицира. И кога оставиле еднашка да се реплицира, ги земале клетките, значи дека имало сега клетки кои започнале, каде што целата верига сме имале да пример две клетки, каде што целата верига им беше со N15, така. И сега ги оставиле 15 минути, така се удвојат само еднашка. И при тоа се добиваат 4 клетки. Каде што сите тие клетки сега имаат едната верига им е со таа азот 15, другата верига им е со азот 14. И сега кога ги земале овие клетки, ги ставиле на центрифуга, првично ги раскршиле клеточните ѕидови, ги лизирале, ја извадиле ДНА, ја изолирале, ја ставиле на центрифуга, била повисоко него што кога била целата со азот 15, бидејќи таа со азот 15 била потешка. Оваа од првата генерација некаде била на средина во однос на претходно што правиле експерименти, каде што виделе дека ако е целосно со азот 14, тогаш кога би било дека, нормално е шематски прикажано, тие се да многу помали растојанија, не е толку очигледно. Но ако била целата со азот 14 би било дека горе, ако била целата со азот 15, што го видовме тоа, била доле, а оваа после првата генерација била на средина. Тоа значило дека всушност, вака почнавме, во првата генерација пола од ДНА молекулата, односно едната верига е со азот 15, а другата верига е со азот 14. Добро, го продолжиле ова, оставајќи ги во азот 14 медиум, и што забележале? Дека се појавиле вериги ДНА молекули кои биле целите сега со азот 14. Ајде да зумираме. Значи се појавиле вериги каде што биле целите со азот 14. Например, овие клетки, ако сега би ги пренеле, да речеме во нов Erlenmeyer, каде што повторно има азот 14 од дека, така повторно има азот 14, и ги оставиме моментално од 4 да станат 8. Така прен ќе започнеме вака со 4, кој што има портокалова верига, има од црвената верига. Има портокалова и црвена верига. И ги оставиме да се дуплираат. Така и ги оставиме да се дуплираат. Ќе добиеме 8 клетки, каде што всушност овие ќе бидат целосно, односно нема бидат тие 4 нови кои се добиле, бидејќи од една се добиваат 2. Крајниот резултат би бил овој, ќе добиеме 4 клетки кои ќе бидат целосно со азот 14, значи двете вериги, и ќе добиеме 4 клетки кои ќе бидат пола со азот 14, пола со азот 15. Така, 15 и 14.
Зошто ова се добива? Зашто ако имаш една верига 14, една верига 15, ќе добиеш две вериги ака црвени и ќе добиеш овдека една верига ваква, една верига таква. И нели всушност во овој пример добиваме 4 клетки кои се вакви, 4 клетки кои се такви. И тоа го добиле. Така, добиле фракција, значи фракција добиле која била целата со ДНК молекули кои биле целите со азот 14. Понатаму како што оставале наредна репликација, се повеќе и поголема била оваа фракција. Значи може да се замисли дека била поддебела и поддебела, односно се повеќе и повеќе сме имале ДНК молекули кои биле целите со азот 14. И они го бележеле при секоја репликација колку се зголемува и направиле математички анализи. И всушност единствениот модел на репликација, нели претходно ги разгледавме моделите на репликација. Единствениот модел кој може да поистоветува со резултатите кои ги добиле, бил всушност моделот на семиконзервативна репликација. Значи секој од овие другите модели не би работел во еден чекор од експериментот или друг. Например, дисперзивна репликација може би работела до вториот чекор, така, ќе работи до вториот чекор, ама веќе во третиот чекор нема да работи. Мислам, нема да работи. Резултатите кои се добили од експериментот нема да се поистовестуваат со теоријата. Така што единствениот начин на кој би можело да се реплицира е семиконзервативната репликација. И они тоа го потврдиле, значи ова бил експериментот на Мезелсон и Стал. И овдека на слика убаво се гледа. Сега, може би ова го избрзав, но поентата и ова го има во видеото за репликација на ДНК. Добро, тоа беше се за видео, значи тоа беше експериментот на Мезелсон и Стал и како всушност утврдиле дека ДНК стварно се реплицира по модел на семиконзервативна репликација.